На полноќ завршува кампањата за вториот круг од локалните избори што ќе се одржат во недела, 2 ноември, кога почнува изборниот молк. Граѓаните ќе избираат градоначалници во 32 општини и во град Скопје. Синоќа владеачката партија одржа завршен митинг во Скопје, а денеска своите активности ги завршуваат и Знам и Левица. Во Скопје ќе гласаат над 474.000 избирачи. Министерот за транспорт Александар Николовски изјави дека општина Брвеница ги реализирала сите средства од унгарскиот кредит преку конкретни проекти. Со вториот повик обезбедени се уште 60 милиони денари за десетина инфраструктурни инвестиции. Градоначалникот Илиевски посочи дека се градат и реконструираат повеќе локални патишта и дека од првиот повик биле вложени околу 40 милиони денари. Испораката на земјоделско-прехранбени производи од Европската Унија во јули достигна 20,7 милиарди евра, што е 8% повеќе од јуни. Од јануари до јули извозот изнесува 139,4 милиарди евра, а увозот 113 милиарди, со раст од 15%. Европската Унија бележи трговски суфицит од 26,5 милиарди евра. Најголем раст има кај кафето, какаото и чоколадото, додека извозот на житарици опаднал за 20%. Хрватска ќе спроведе 4 големи воени набавки, систем за противдронска заштита, 420 камиони, 18 хаубици и 44 тенкови Леопард, во вредност од речиси 1,95 милиарди евра. Повеќето ќе се финансираат преку европскиот инструмент SAFE со испорака до 2030 година. Министерот Анушик истакна дека со овие инвестиции земјата ќе надмине 2% од бруто домашниот производ за одбрана, а во проектите ќе учествуваат и хрватски компании. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека поддршката за Украина е поддршка за продолжување на војната и дека нема воено решение за конфликтот. Тој предупреди дека Европа се приближува кон ситуација што значи војна и дека идејата за воена победа е погрешна. Орбан нагласи дека Унгарија ќе се залага за мир и најави унгарски ден во Вашингтон, посветен на економската соработка со САД. Најголемата индиска рафинерија Indian Oil Corp купи 5 пратки руска сурова нафта за декемвриска испорака од компании кои не се под западни санкции, јави Reuters, по ограничувањата против Лукойл и Роснефт. Повеќе индиски рафинерии ги стопираа купувањата од Русија. Финансискиот директор Ануч Џаин изјави дека компанијата ќе купува додека не се прекршуваат санкциите. Американскиот сенат по трет пат за 3 дена изгласа резолуција против трговската политика на претседателот Доналд Трамп, укинувајќи ја националната вонредна состојба што овозможи високи царини. Четворица републиканци се приклучија кон демократското мнозинство, критикувајќи ги економските последици. Иако гласањата се символични, тие покажуваат растечка поделба во републиканската партија. Трамп ја брани политиката како средство за фер трговија и покрај предупредувањата дека царините ги оптоваруваат американските потрошувачи. Обилни дождови на 30 октомври го погодија Њујорк, предизвикувајќи поплави во кои загинаа 2 лица. За само неколку минути паднале рекордни количини дожд, поплавувајќи улици, метро и аеродроми. Градоначалникот Ерик Адамс изјави дека бурата урнала повеќе децениски рекорди и предупреди дека екстремното време станува нова реалност. Властите издадоа предупредувања за крајбрежни поплави и побараа граѓаните да бидат предпазливи. Ураганот Мелиса повеќе не представува закана, но зад себе остави најмалку 50 загинати и огромна материјална штета на Карибите. Најтешко се погодени Јамајка и Хаити, каде што беа уништени цели населби. Бурата ослабна до категорија 2 и се движи кон северниот Атлантик, каде се очекува да се распрсне. Властите испратија авионска помош за најпогодените подрачја. Времето денеска предпладне пообделни котлини ќе има услови за појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно со краткотрајни сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Во Скопје утрото постудено. Во делови од котлината магливо, преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб променлив ветер. Синоптичарите за време на викендот најавуваат суво и стабилно време, со магла во утринските часови во одредени котлини. Понеделник, кон крајот на денот, повторно се очекуваат врнежи од дожд, кој најпрво ќе ги има во западните делови, а потоа во вторник и среда ќе се прошират на територија на целата држава. На места врнежите ќе бидат пообилни, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи.